Бочните фасади на црквата се артикулираат со големи ниши кои се во согласност со внатрешната поделба на наосот и воедно го маркираат централниот куполен травеј. Принципот за означување на централните попречни травеи кај црквите со впишан крст е можеби стар колку и самиот тип. Ово особено важи за објектите поврзани со цариградската архитектура. Таму тој често се изведува со ниши или пиластри. Слично како кај цариградските цркви и прозорците во нишите се поставуваат на повеќе нивоа. Горе бифора, а во долниот дел трифора. Лево и десно се малите монофори на капелите. Иако во поскромен обем, Нерези според диспозицијата на елементите на фасадата недвосмислено упатува на цариградски концепти. Кај црквата во Нерези имаме мешање на два градежни системи. Во горните делови на црквата, во висина на лаците и куполите, применета е специфичната градежна техника на вовлечен ред на тули. Тоа е цариградска техника и нејзината појава на фасадите на црквите во престолнината се поврзува со периодот од 11 до 12 век. Спротивно на неа, во долните делови на фасадите на Нерези се појавува погруба зидарија изведена со по еден хоризонтален ред на тули и камен, а во вертикалните спојници помеѓу камењата се поставуваат по неколку парчиња тули. Ваквата градежна техника многу често се среќава на подрачјето на Македонија. Изведувањето на ваквата зидарија треба да означи присуство на локална градежна техника. Според предходните согледувања, црквата Свети Пантелеймон во Нерези не може да се гледа како провинциско дело кое што само со својата петкуполна структура воспоставува врски со цариградската архитектура. Напротив, речиси секој сегмент на архитектурата на Нерези во себе содржи пораки и концепти поврзани со престолнината. Тоа ја објаснува намерата на ктиторот, принцот Алексеј, да се изгради дело кое, иако сместено на границите на тогашната византиска држава, достојно ќе ги презентира современите архитектонски текови присутни во престолнината. Црквата Свети Никита, сместена помеѓу селата Чучар, Горњани и Бањани, е изградена на самиот почеток на 14 век. Нејзината архитектура е добар пример за успешна промена од стилот на крајот од 13 век кон стилот од првата половина на 14 век. Основата на црквата Свети Никита е изведена како едноставен впишан крст без нартекс. Свети Никита е дело кое мора да се има на ум кога се анализира архитектурата на другите цркви во околината на Скопје од првата половина на 14 век. Ова особено важи за двете просторно најблиски цркви, Света Богородица во селото Кучевиште и Свети Никола во селото Љуботин. Втората, иако изградена речиси 4 децении подоцна, е реплика на Свети Никита. Изведена како едноставен впишан крст без нартекс, со издолжен западен травеј, таа ги повторува решенијата на постарата црква. Дополнителниот лак пред апсидата го нема во Љуботен, а како негова модификација сводот од наосот навлегува со иста висина во делот на апсидата. Резултатот е ист – баланс на сводовите и куполата во правецот исток-запад. И во оформувањето на фасадите Љуботен ги презема решенијата од Свети Никита. Систем со триумфален лак со пиластри, што ја означува внатрешната поделба во црквата. Повлечените ниши на бочните фасади и поставеноста на прозорците во нив недвосмислено го открива прототипот – црквата Свети Никита. Петстраната апсида, артикулирана со високи рамни ниши со декоративни тимпани, само го потврдува тоа. Широките декоративни полиња во горните делови на апсидата на Љуботен ги нема кај прототипот, а тие се направени по угледот на црквата Света Богородица во селото Кучевиште. Она што може кај црквата Свети Никола во Љуботен да се нарече развој на почетниот концепт на Свети Никита, е зидаријата изведувана со правилни редови на тула и камен. Ваквата изведба ја има на долните делови на Никита, но таму нагоре се продолжува со клозон. Наспроти тоа, кај помладата црква нема промена во градењето со тракаста зидарија, што може да се земе како современ тренд.
Блиската црква Света Богородица, денешен Свети Спас во селото Кучевиште, во својата архитектура, иако презема некои од решенијата применети кај Свети Никита, сепак во себе интегрира и голем број понови концепти карактеристични за големите центри како Цариград. Црквата во ведение Богородичино во селото Кучевиште крај Скопје е ктиторска задужбина на едно властелинско семејство, чии членови според содржината на донаторскиот надпис се благоверната Марена, Радослав и Владислава. Иако во историските извори постојат само скромни податоци за феудалниот ранг на споменатиот Радослав, кој бил жупан, угледот на донаторското семејство не треба да се доведува во прашање, особено ако се земе предвид карактерот на сликаната декорација на црквите и ликовните квалитети на зографите. Во овој век тешко може човек да направи избор од споменици и да ги рангира по значење, тежина и вредност. Ако треба толку да се биде селективен и да се објасни векот 14 преку неколку споменици, јас би ги издвоила Свети Георги во Старо Могоричино, значи тоа е 1316-1318, потоа во средината на векот Лесново, Лесновскиот манастир и во крајот на векот Свети Андреја на Матка. Додека во првиот споменат споменик, во Кумановско, во Свети Георги, ја бележиме класиката, ренесансата на византиската уметност, во оној во црквата посветена на Архангел Гаврил и Михаил и на Свети Гаврил Лесновски, во Лесновскиот манастир, бележиме врвна или парадирање со врвна богословска ученост. Пред се мислам на препратата, затоа што таа представува мала богословска енциклопедија.